Славниот амблем поврзан со автомобилите наполни 100 години. Детелинката со 4 листа, која ја познава секој љубител на Алфа Ромео, за прв пат се појави во 1923 година. Од тогаш таа им донесе среќа на многу возачи кои освоија бројни титули за италијанската марка, вклучувајќи ги Формула 1 шампионатите со Хуан Мануел Фанџо за управувачот. И самиот Енцо Ферари ја започна кариерата во Алфа Ромео пред да започне да настапува со собствен тим. Токму неговото име е поврзано за појавувањето на 4-лисната дентелинка на автомобилите на Алфа Ромео пред 100 години, кога заедно со помалку познатиот Уго Сивочи се надпреваруваа по тогаш земјените тркачки патеки. Сивочи беше искусен и брз возач, но среќата не го следеше. За да го разбие баксусот, тој нацрта зелена детелинка со 4 листа на неговиот болид и навистина после тоа започна да победува, меѓу другите освојувајќи ја и славната Тарга Фолио трка. Од тогаш Алфа Ромео редовно ја користи детелинката како символ на богатата тркачка историја и знак за препознавање, која во ова современо доба се среќаваше на Џулија и Стелвио, задвижувани со 2,9 литарски твин турбо мотор со преку 500 конски сили.